пред 1 час, на ден пред големиот национален празник, 2 август, Илинден, пред малку свежо цвеќе, пред великаните, пред илинденци, односно на Мечкин камен положија делегација на ВМРО ДПМН предводена од Христијан Мицковски, генералниот секретар на партијата, а во состав на Антонио Милошовски, Дијана Транталовска и Златко Перински. Јас само би споменала овде дека и вчера во писмено соопштение од ВМРО ДПМН тие упатја апел до своите поддржувачи и до партиските членови да не присуствуваат на настани по повод празникот Илинден на кој што би можеле да бидат испровоцирани, а веќе доколку одлучат да присуствуваат на вакви настани, апелираат до своето членство и до симпатизерите да бидат крајно воздржани на истите. Да им го честитам на големиот слободарски празник на нашата држава Илинден и во тој спомен денес дојдовме да положиме букет пред споменикот на паднатите херои на Мечкин камен. Тоа го правиме денес од две причини. Прво затоа што сметаме дека овој Илинден е премногу важен за на истиот да дадеме легитимитет на нелегално избрани функционери. Второ затоа што имаме огромна чест како партија која што ги полага своите корени на историското ВМРО да како современа генерација ја одадеме почита на паднатите жртви за Крушевската република, која што е темел на современа Република Македонија. И трето, ги повикуваме повторно сите наши членови, симпатизери и граѓани кои сметаат дека оваа порака е соодветна, да се воздржат од давање на легитимитет на прослави организирани од владата на СДС и ДУИ, затоа што цениме дека можно е со такви некои одлуки кои што го иритираат народот, како одлуката господинот Џафери да се обрати тука на Мечкин камен, да се создадат некои услови или некој да смислил некои намерни инциденти кои што можат да ја нарушат честа и достоинството на Илинден како еден голем македонски слободарски празник. Дефинитивно Крушево диша во духот на илинденското востание, а вечерва во 18 часот започнува културната манифестација 10 дена Крушевска република, која што оваа година ќе се одржи јубилејно по 50 пат. Официјално манифестацијата започнува во 20 часот и 30 минути пред платото на Гумелје, меѓутоа претходно во 18 часот свежо цвеќе ќе биде положено токму пред местно Мечкин камен. Како што најавуваат и организаторите, оваа манифестација ќе трае од 1 до 10 август, секако символично, а на истата публиката ќе може да проследи голем број на музички настани, промоции на книги, меѓутоа и настапи на културно-уметнички друштва, а како што нагласуваат организаторите, оваа година ќе има особено богата програма. Ова културна манифестација, околу 20 културни настани се очекуваат да бидат дел токму од годинешно 50-то јубилејно издание на оваа културна манифестација.